Без образование нема да стигнеш никаде во овој свет. Рекол еден афроамерикански борец за човекови права, како и секој родител и наставник. Но авторот на познатите хроники на Нарнија, Клайв Стейплс Луис, рекол дека образование без вредности може да направи од човекот само попаметен ѓавол. Уште од многу мала возраст, возрастните постојано ни зборуваат дека образованието е од пресудна важност во денешниот свет, дека тоа е патот до успехот, благосостојбата и среќата. Ни велат да бидеме благодарни за можноста да одиме на училиште, бидејќи во минатото, а во некои делови од светот дури и денес, некои деца немаат можност да се образуваат. И затоа, од нас се очекува да ги слушаме наставниците, да бидеме вредни и да учиме, да бидеме најдобрата верзија од себе си или пак најдобри во нашето одделение. Како што растеме, да одлучиме што сакаме да бидеме, да завршиме факултет и да го искористиме стекнатото знаење, сертификати и дипломи, за да најдеме работа која ќе ни донесе благосостојба. И не велам дека ова е лошо. Да бидеш добро образован и да бидеш добро платен поради тоа е одлично. И нема сомнеш дека образованието им помага на се повеќе и повеќе луѓе ширум светот да ги остварат своите толку посакувани соништа. А сепак, нешто недостасува. Тие се под постојан притисок, се однесуваат арогантно, им викаат на своите деца или пак ги тепаат, создаваат војни, паѓаат во депресија, се чувствуваат несрекно, осамено. Високо образовани луѓе ги имаат овие проблеми. Ако образованието беше сигурниот пат до среќата, тогаш зошто се случува ова? Се родив интелигентен, но образованието ме уништи. Ова може би звучи како обична интернет чега, но Бертранд Расел, британски филозоф, логичар, математичар и добитник на Нобелова награда, вели: луѓето се раѓаат неуки, а не глупави. Тие стануваат глупави преку образованието. Ако еден од најпаметните луѓе на светот го рекол тоа, тогаш би можело да е вистина. Но како е можно такво нешто во 21. век? Мислам дека знам како. Образовните системи во повеќето држави се концентрираат главно на развивање на умствените способности кај учениците, додека емоционалната интелигенција се остава настрана. Доколку децата не би биле принудени да учат напамет непотребни податоци, како, например, бројот на овците во Нов Зеланд, димензиите на форматите од А0 до А6, бројот на комесарите во Европската комисија или пак на судиите во Европскиот суд на правдата. И наместо тоа, би се вовеле предмети како, например, како работи умот, како да бидеме срекни, како да создаваме добри меѓусебни односи, како да бидеме добри родители. И би се изучувале заедно со другите предмети. Можете ли да замислите каква генерација на возрастни луѓе би изникнала? Ова може би звучи премногу идеалистички, но кога ќе се запрашаме вистински, зарем не сакаме сите да бидеме срекни и да се чувствуваме добро? Сакаме, впрочем, сите се стремиме кон тоа на различни начини, но сметаме дека е невозможно или пак помалку важно во денешниот свет. А сепак, имаме огромна среќа што живееме во 21. век и што решението се наоѓа во нашите џебови, интернетот. Може да се научи се преку интернет. Можеме сами да најдеме илјадници автори кои нудат практични начини за создавање среќен живот. И потоа, можеме да го пренесеме нашето знаење на луѓе кои ќе го пренесат на други луѓе. И така ќе се создаде нова, срекно образована, емоционално гениална генерација. Зарем не верувате дека ние, луѓето, кои сме успеале да создадеме толку моќни велесили, толку многу војни и моќни пропаганди, можеме да создадеме срекно општество, нешто што сите го посакуваме длабоко во нас преку образованието? Јас сум убеден дека можеме, иако е потребно време. Па, хајде да започнеме да се образуваме во таа насока. Ви благодарам.